Добре дойде сите. Преди да започнеме да вземеме здив и да размислиме за патот, што го поминавме во овој модул до сега. Во урокот еден, ја истражувавме етичката сцена, откривајки филозофските и практичните дилеми на вештачката интелигенција во светот на маркетингот. Научивме дека јако вештачката интелигенција е револуционерна. Таа не е неутрална. Начинот на кој ја тренираме, ја применуваме и ја обликуваме неизината одлука длабоко влижае врз човечкото перцепиранџе, однесување и доверба. Во урокот 2, ја насочивме светлината кон приватноста. Се соочивме со тензижата по меѓу персонализацијата базирана на податоци и достоинството на корисникот. И видовме дека вистинската иновација не се движи само брзо, туку се движи со грижа. Денес се свртуваме кон третата нога на столбот на етиката – правната управување. Затоа што кога етиката пакџа и приватноста е тестирана, законот влегува не за да не забави, туку за да не одржува честни. Значи, еве го нашето водечко прашање денес. Во свет каде што вештачката интелигенција ги пишува вашите реклами, ги рангира вашите клиенти, па дури и одобрува вашиот содржини, што навистина значи одговорно управување? Што е управување со вештачка интелигенција навистина? Да започнеме со јасност на дефиницијата. Управувањето со вештачка интелигенција е рамката на правила, принципи и механизми за надзор, што се користат за да се обезбеди дека вештачката интелигенција е дизајнирана, поставена и користена на начин што е законит, етички, безбеден и социјално усогласен. Не се работи само за регулаторни листи за проверка. Се работи за вградување на доверба и одговорност во ДНК-то на вашите дигитални системи. Управувањето со вештачка интелигенција значи осигурување прозрачност во алгоритмите за донесување одлуки, заштита на правата на корисниците, надзор на апликации и висок ризик, механизми за надоместување кога нешта тргнат наопаку. Ако етиката е нашиот компас, а приватноста е нашата штит, тогаш управувањето е планот кој го прави одговорниот вештачки интелект оперативен. Зошто ни е потребна владата на вештачката интелигенција сега? Да ви дадам 3 живописни примера од последните 12 месеци кои нагласуваат итноста. Случај 1. Скандалот со алгоритмот за вработување. Глобална голема компанија ја воведе системот за вештачка интелигенција за кратка листа на кандидати. Но, алгоритмот беше трениран на 10 години податоци од улоги доминирани од мажи. Резултатот? Тихо ги исклучуваше квалификуваните женски кандидатки. Не беше намерна пристрасност, но пристрасността беше вградена. Тази компанија сега се соочува со тужба за дискриминација во Германија, вредна неколку милиони евра. Случај 2. Алгоритмските грешки на TikTok. Истражувањата за алгоритмите за содржина на TikTok покажаа дека неговиот систем нерамномерно препорачува штетна содржина, особено околу нарушување на исхраната на ранливи корисници. Критичарите тврдеа дека недостатокот на надзор, транспарентност и етичка воздржаност придонеле за емоционална штета во голем размер. Казус 3. Лицна идентификација на јавни настани. Во САД, голема концертна сала користеше вештачка интелигенција за препознавање лица, за проверка на присутните за предходни судски спорови против компанијата. Не беше дадено предупредување. Следуваше револт. Се чека правна постапка. Ова не се изолирани настани. Тие се симптоми на брзо еволуирачки екосистем кој ги надминува нашите заштитни мерки. Основните столбови на управувањето со легална вештачка интелигенција. Ајде сега да поминеме нису сумте основни области што правната управување мора да ги разгледа. Transparency и транспарентност. Луѓето се когаш треба да знаат кога работат со систем на вештачка интелигенција. Ова е особено важно во маркетингот, каде што чат-ботовите, препорачаните мотори и автоматски генерираните реклами лесно можат да ги збунат границите. Размислете за отварање на чат-бот со здраво, just сум Нора, вашиот виртуелен асистент за купување. Тоа е транспарентност. Сега замислете корисник да донесе голема финансиска одлука врз основа на совет што мислел дека доакжа од човек. Тоа е судска постапка што чека да се случи. Друга одговорност. Кој е одговорен кога АИ ќе тргне наопаку? Развојниот тим. Компанијата што ја поставува. Според новите европски рамки и едното и другото. Овој пресврт во одговорноста е пресвртница. Маркетерите сега мора да ги проверат своите алатки не само за перформанси туку, и за архитектурата на отчетност. Трета заштита на податоците. Сите сте запознаени со GDPR.
Но сега обвръзките за податоци се прошируват на алгоритъмска транспарентност, съгласност на корисникот за профилиранже и правото на обжаснуванже во автоматизираните одлуки. Четвърти. Предразсуди и праведност. Управувањето мора да осигури дека системите за вештачка интелигенция се тестираат и повторно тестираат за дискриминаторски резултати. Ова не е за совршенство, туку за соодветна грижа и континуирани ревизии. 5. Надзор од страна на човек. Управувањето не е автоматизација без кочници. Се работи за дизајниранџе системи за поддршка на одлуки, а не системи за замена на одлуки, особено во области со висок ризик како финансии, вработување, здравје или политички пораки. 6. Безбедност. А и системите се површини за напади. Управувањето мора да бара тестирање на пенетрација, шифрирање во мирување и во движење и робусна контрола на пристап. Ако вашиот АИ може да биде хакиран, вашата марка исто така може. Објаснивост. Корисниците и регулаторите мора да разберат како изошто системот за вештачка интелигенција доагжа до своите заклучоци. Моделите црна кутија се повеќе осудувани, особено во апликации со висок ризик. Ова надминува кодот, станува збор за комуникативност. Акроним. Постојана евалуација. И не е. Настави и заборави. Управувањето значи континуирано следенже, проценка на влижањето и подготвеност за интервенција кога моделите се менуваат или се жавуваат несакани ефекти. Главни правни инструменти и рамки. Ајде сега да се насочиме кон регулаторната рамка. Законот за вештачка интелигенција на ЕУ, најсеопфатната регулатива за вештачка интелигенција во светот. Законот за вештачка интелигенција на ЕУ, кај стапи на сила во 2025 година. Тоа класифицира системи за вештачка интелигенција во 4 нивоа на ризик: неприфатливо, високо, ограничено и минимално. Системи висок ризик, како биометрички идентификацијски документи, проверки за вработување или алатки за маркетинг базирани на однесување, мора да поминат проценка на усогласеност, да се регистрираат во ЕУ базата на податоци и да ги исполнуваат стандардите за транспарентност, човечки надзор и управување со ризик. Обележете го ова јасно. Ако сте маркетинг експерт кој користи АИ алатки, што персонализираат содржина, рангираат публика или автоматизираат одлуки, може би припаѓате на категоријата со висок ризик. Другиот генерален податок и правото на обжаснување, GDPR устанува основен, особено членот 22, кој вели дека лицата имаат право да не бидат предмет на одлука заснована само на автоматизирана обработка. Ова право бара компаниите да. Објаснете како беше донесена одлуката. Понуда за откажување. Овозможи човечка ревизија, US закон за алгоритмичка отчетност. Се уште е во фаза на предлози, овој закон би наложил процени на влижањето за системите за вештачка интелигенција и би барал од компаниите да објаснат и да ги облажат дискриминаторските ефекти. Тоа е знак за насока на американското законодавство кон принудна транспарентност. Четврти. Гидирачи на УНЕСКО, принципи на ОЕЦЕД и рамка на НИСТ. Овие глобални стандарди, иако не се обврзувачки, ги обликуваат внатрешното управување низ секторите. ЮНЕСКО фокусира на инклузивност, одржливост и културно почитување. ОЕЦД нагласува демократијата, благосостојбата и довербата. НИСТ обезбедува рамка за управување со ризик за техничка и организацијска имплементација. Превземање на предизвиците при имплементацијата. Биди искрен. Управувањето не е лесно. Може да се чувствува скапо. Може да се соочи со внатрешен отпор. Тоа бара културна промена. Потребна е мултидисциплинарна усогласеност. Но овие не се причини за одложување. Тие се причини да започнете сега. Еве како да ги надминете. Започнете со крстосна функционална ревизија. Вклучете правни, маркетинг, IT, науката за податоци и етика. Прашувајте. Кои системи за вештачка интелигенција ги користиме? Какви податоци обработуваат? Кои ризици постојат? Втори. Назначете одговорен за управување или комитет. Не пренесувај ова на IT. Направи го интердисциплинарно. Размисли за службеник за етика на вештачка интелигенција. Трета. Користете тестирани рамки, ФРМ. Не мора да градите од нула. Искористете ги НИСТ, нацрте актовите за вештачка интелигенција на ЕУ или ISO стандарди за вештачка интелигенција како почетна точка. Четврти, обучите го вашиот персонал. Точно како и обуката за GPRD,
Образованието за управлувanje со вештачка интелигенция е ключно. Осигурайте дека маркетерите, развивачите и лидерството разбираат што е во игра. Акроним. Вгради управлување во набавките. Прашајте ги продавачите. Дали вашиот систем за вештачка интелигенция е објаснив? Дали сте документирале ризици? Какви тестови за пристрасност сте спровеле? Гледајки напред, закон како катализатор за иновации. Еве ја парадоксот, добрата управување не ја успорува иновацијата, ја потикнува. Со јасни правила, стартупите знаат каде се наоѓаат заштитните огради, предпријатијата избегнуваат скапи грешки. Потрошувачите повторно стекнуваат доверба во дигиталниот пазар. Правна усогласеност, во контекст на вештачката интелигенција, станува разликувач на брендот. Замислете ја оваа порака. Нашиот вештачки интелект е целосно усогласен со регулативите на ЕУ. Месечно спроведуваме проверки за пристрасност, објаснуваме се која одлука и покануваме повратни информации од корисниците, то не е одговорност, тоа е изјава за доверба. Нека да завршам со ова. Ейче ја препишува правилата на маркетингот, содржина, време, персонализација, предвидување. Но со голема мокш доаѓа и обврската да се регулираме ourselves пред да не регулираат. И кога конечно ќе ја стигне законот? Нека ни ја најде веќе подготвени. Веќе принципиелни. Веќе практикуваме она што законот на крајот ќе го побара. Затоа што на крајот, управувањето со вештачката интелигенција не е само за правила. Се работи за тоа што сме како професија и какво дигитално општество сакаме да изградиме. Благодарам.